Градскиот стадион Гоце Делчево, некогаш најфудбалскиот град во земјава, кој во предизборието беше популистички најекспониран иден капитален проект на сега актуелната власт, а тогашна опозиција, од ден на ден станува се поголем срам како за влюбениците во фудбалот, така и за сите прилепчани. И поречи си една година од доаѓањето на новата локална власт, ништо од ветувањата за реконструкцијата на стадионот, кој во моментов се наоѓа во очајна состојба. Тој е обраснат во треви, трња и метли, а безбедниот пристап до него речи си е невозможен. Освен што новата локална власт ништо ново не направи, таа пролетва ги прекина и претходно започнатите градежни активности со образложение дека имало пропусти во проектната документација која пак беше изготвена од претходната власт. Не е доволно испланирано и искоординирано. Ние како локална самоуправа го раскиравме договорот и мислам дека сега е во постапка процедурата за оптучување на нов тендер, на нов изведувач, кој што виднина мислам дека ќе го направи овој дел од стадионот. Но и по 4 месеци од прекинот на градежните работи на стадионот ништо не е помрднато. Туку напротив, објектот е запуштен како никогаш досега. Прилепчани се гневни, па половина на шега велат дека тука сега можат слободно да се снимаат филмовите на Хичкок. Не ме интересира политика, не ме интересира кој бил на власт, кој е сега на власт, кој ќе биде на власт. Ме интересира само едно, дали вие некогаш ќе работите за она што ние дебело ве плаќаме. Инаку во јули 2016 година тогашната локална власт со Фудбалската федерација на Македонија и со поддршката на УЕФА и Хетрик 4 програмата за развој официјално ги започна активностите за изградба и реконструкција на нов, модерен и квалитетен фудбалски терен, како дел од проектот за подобрување на фудбалската инфраструктура во општините во Македонија. За таа цел тогаш општина Прилеп издвои 30 милиони денари од буџетот на локалната самоуправа за наредната 2017 година. Но со промената на власта, денес стадионот е само обична, запуштена ливада и срам за сите прилепчани.